Здраво на сите, јас сум Бисера од Стартап Клуб Скопје и добре дојавте во Фрилансерска дружба. Подкаст во кој го откриваме животот на модерните професионалци без канцеларија. Генерален спонзор на овој подкаст е Прокреј банка, банка која го разбира фриленс животот. Ти имаат посебен фриленс пакет за да ги решат сите ваши банкарски потреби. Сега уживајте и гледајте епизодата. Здраво на сите, добре дојавте во 6-та епизода од Фриленсерска дружба. Јас сум Бисера и денеска вие ќе научите точно како се станува вирален и кои се тајните позади тоа. Денеска нашиот гостин, верувам на сите вас ви е многу познат. Нема шанси. Е Томислав Стаменковски Тофиловски. Здраво, Томски. Позадина. Како си денес? Кој ќе ви каже како се станува вирален? Па ти ќе ни кажеш? Ја, Да. што збориш? Бегај таму, те лажал некој. Кажи ми, еве за сите што не знаат кој е Томски. Аха. Представи се, кој си ти? Томислав Стаменковски Тофиловски од Скопје. Сподели нешто за тебе, некоја информација? Информација. Некој Приватна информација или јавна информација? На Инстаграм сум s.t.tomislav и на TikTok сум s.t.tomislav9. На YouTube ми е каналот на Томски и све може да видите за мене, бидејќи све што правам у приватниот живот го правам и на социјални медиуми. некој лајкај интересен вас. факт? За мене? Да. Код дете сум бил многу палав и место црква попот дома дошол да ме крсти. Па ете интересен факт. Доста ви. Добро, тоа стварно не е нешто секој ден што се слуша. Да. Попот дома со леген со све да те крстеват дома. Кај го има тоа? Затоа сум уникат. Денеска сме тука збориме на оваа фриленсерска дружба, дека ти си видеокреатор Добро. и Тачно. така е. Гледаш, ти почна да откриваш работи за мене. Томски, од кај ти излезе љубовта за снимање на видео? Па прво беше така, со Джимиринки ги рапира пиштолите и викаат: слушајте дечки, снимаме Джимиринки специјална единица. Даве, пред да почнеме пародии да правиме, правивме Джимиринки специјална единица. Види, у глобала Чекај малце. А што се джимиринки? чварки бе, што се? На македонски Джимиринки ти е чварка. Чварка е на српски. Чварци, чварка и ретко кој знае дека Джимиринки се чварки. Имавме и такво едно видео. Да. Прашувавме луѓе што се Джимиринки, мада еве сега да признам после 150 години дека пола и повеќе беше наместено. Само првиот човек не беше наместен. Тој си дојде и си кажа што се Джимиринки, а Джимиринки тоа е во целувки, пиперки, и после кажуваше дека ферментира да не навлагаме, ама цел живот сме правиле глупости, како ја така и мојата екипа. Поздрав Бевме до тогаш екипата. екипа, поздрав до екипата поздрав до екипата Джекец, Ристо, Жуцко и мојот кумаш и Ненад Пантелик. И да, ова е многу интересен факт. Ќе кажат, еј, се распаднавте, еј, ова е вака. Не, ние сите меѓу себе сме си кумови еден на друг. Уште од деца си го имаме кажано тоа и сите сме си кумови еден на друг. Многу Тоа е спојка. така, да, значи фамилија сме. Поздрав до фамилијата. И како започна целата приказна? Што се случуваше? Што Како што правеа започна? джимиринки? Што правеа Джимиринки? Глупости правевме прво, се глупиравме и поминуваа луѓе низ нас и кои не гледа како ги снимаме видеата, абе што вие деца, што се дрогирате, што вие дали сте нормални, дали не сте, дали ова, дали она, и после кога почнат да искачаат видеата, вика еј браво, свака ви час. Тоа е причата у секој старт и секој почеток. Вие правевте пародии на многу од македонските, а и од балкански да. песни. Добро. Кажи ми, дали имаше проблеми со некој од артистите, дали А, како реагира он? Едино проблем имаше со МС Јанко за Ти моје злато. М. Милица Тодоровиќ, поздрав до незе, до сестрата Милица. Она дојде не поздрави, туку Скопје беше. Овој братов ни праќаше опомена пред тужба, ни бришеше видео еднаш, два пати, три пати, па сака каналот да ни го избришат и така. Едино тоа ни било проблем. Па добро се Да. истерале. Така. Кажи ми, тој период
еве немаше некој начин на монетизација на тие Имаше, како видео? не. Имаше? На Џимиринки каналот Да. беше првиот канал монетизиран у Македонија. Браво. Да. После тоа се појавија едни дечки, не знам како се вика, и да знам не би ги кажал, што почна да им ги монетизираат на Сладкарна, Тонизен, на ДНК песниве, на Врчак, Да. и почна да ни ги бришат од YouTube, и тие ги нема на YouTube, ги има на Vimeo. Мгм. Тоа беше нешто ко Да, знам, YouTube тогаш побарав тоа дел од време. пародиите, баш сакав да ги видам пред На Vimeo снимањето. ги има тие. Ама тоа не беше дека ние сме били у лош однос со нив или било што, туку тоа беше од агенцијава што им ги монетизираше каналите. Да. Додека Да. сега е многу лесно за YouTube, сам си идеш и монетизираш, ти стига чек, ти стига код, се регистрираш, ставаш картичка и ти стигаат пари. It's that Супер. simple. It's that simple. Да, Кажи ми цигарче после да тоа. запала, може ли? Може. Со кафенцево, фала. Извинете публико, ама кафенцево е страшно и штета е без цигара да го испијам. Заедно со Тајзи, со Скипи, вие организирате, уствари после тоа, основате продукција, Џимиринки продукција. Чекај, ти многу ги скокна овие. Многу? Да, ама така се договоривме, нели? Се тоа си иде, ние почнуваме веќе посериозно да се занимаваме со видео. И чекам малку вака да го испонаместам, некако не сум убаво наместен вака да видам да не изгледам вака пострашно на кај камера. И се спојуваме, фактички со Скипи и Тајзи се спојуваме, они ни прават песна и викаме ние тоа со видео се занимаваме, Андреј прави монтажа на видеата и викаме абе чекај зашто ние да не си се споиме, и почнува некаква видеопродукција, они да прават музика, ние да правиме видео. И така соработуваме и така освојуваат они златна бубамара за Excuse Me спотот ние кој го правевме, само Во 2013 година ова беше. што збориш? Да. Абе немој стар ке ме напреш. Не кажуве години. 2017. 2023. Да. Се шала. И? Тока стигнав. Кога стигнавме? Како беше искуството да се работи со нив? Доста се смеам, многу личам несериозен искуството. Како беше? Одлични дечки се они, ден денес се одлични дечки. За Скипи, за Тајзи ме прашаш? Да. Да, бе, одлични дечки, одлично искуство. Само, знаеш што, тогаш не сме имале ние искуство како се води една продукција, сите заедно зборам, и како се организира една продукција, која се многу луѓе, која не е тоа организирано да си е поделена работата и ќе се вратам, кога си е поделена работата и све функционира кој една производна лента по фабрика, и многу луѓе кажуваат, сите идеи даваат, ај вака, ај така, ај онака, и што знам, и снимавме неколку спотови, да. Абе тоа, окей, све различни мислења да се имаат, ама кога работиш некоја таква креативна работа, може многу идеи да се имаат и со тие идеи да не те доведат до нигде. Да. Треба да се задржиш кон едно и кон тоа да целиш, да тераш. После тоа, што следи во анатомски животот? Во анатомски животот, после тоа, не знам, тераме, работиме се, кој, ако 2-3 на... После тоа, кога што знам, ти си почнал со менаџирање на ноќни гледаш клубови. повеќе од мене, знаеш, што си ме викнала мене да ми кажеш, ти можеш да искочиш и да дадеш преску телевизија. Томски. Денеска имаме подкаст со Томислав Стаменковски Тофиловски, ја ќе ви кажам све што треба за него. Јас ќе ви го представам. Да. После тоа ми звонат дечки од Happy Smile, изгледа да ме потсетат да кажам за Happy Smile у подкастот. Поздрав до нив. Не можам да ви кренам на подкаст. Или да ги уклучим у лајв да видиме што имаат да кажат. После тоа, не знам, средно е тоа, или факултет се почиња, се втурам у некој води, како кажав, ова се втурам, се запловувам у некој менаџерски води, што доста работи ќе ми донесат и денес, доста контакти, доста познанства и со денешната работа, но пак видеото може малку тука се става на пауза, Џимиринки сите си имавме посебни обавези, Ненад го отвори синьори, Андреј почна
се вработи или тоа беше после. Не знам како е хронолошки. Не и се, сите си се разделија по свој патишта. Мислам, работата не раздели, немавме толку време да снимаме, но пак ни беше тоа првата љубов. И после менаџирањето, дискотеки, ноќни клубови, шо и да е све тоа. Викам од таму корисно е, многу контакти, многу познанства се створија. После тоа... Кажи некои интересни случаи тоа што ти се случило. Ајде сега, некој Ке сигурно го ќе ти изгасат подкастов, нема да. Ајде, Не, нешто многу има сигурно. интересни. Запознавање со балкански звезди, со све, не и се. Продолжуваме понатаму, а приказната понатаму вика дека јас влагам у музичка продукција. Значи, од настапи ваму што се све тоа, пак тука музика, видео, све е тука заедно, све е тоа споено. Креација, да креираш нешто. И почнувам да ми се јавува, ја фактички од претходно се знаев со Желе, ми се јавува Желскиот и ми вика, брат, да се видиме вака така едно друго и почнуваме со работа. Таму првично мојата работа е туринг, фактички на артистите, но понатаму тоа се развива пак во видео. Да. Пак некоја видео продукција, пак снимање спотови, пак организирање, пак сценарија, пак со видеото. Се враќаме. Кои се некои вака видеа, некои песни што се сеќаваш дека се креирани баш од тебе? Видеата, спотовите? iMedia, да. Многу се права да ти кажам. Мислам многу. Ја у сите спотови сум имал некакво учество. Дали било тоа организација или логистика за локации за едно за друго. Дали сценарио. Можам ново БМВ на Сладкаре, моје песнава на Марче, поздрав до него, е моје сценариото таму, мислам дека ние седнуваме, кажуваш идеја и после расклопуваш таа идеја. Не да си ја ставиш круната сам на себе, не иде, за се е така. За се е така, мораш да имаш некој, сам не можеш да направиш ништо. Е тоа. И после тоа, не, пред тоа, YouTube канал отвори, пак видео, пак снимање, тоа го отвори, ради најголема улога има што го отворив Бонските, Боновите, Тони Кун и нивните фанови. Дека се снимавме, правевме глупости, почнавме да снимаме behind the scene на спотови и сите почна Томски канал да отвори, Томски канал и ми се јавува Тони и ми вика брата, бе, зашо не отвориш канал или заедно бевме негде на некој настап. И така го отворив каналот. Имавте па првото видео тебе ти беше баш туторијал. Како да отвориш? На YouTube? Да. Па да, мораш да знаеш како да покажеш како се отвара канал. Не и ти буквално смисла си го ископа YouTube каналот. Па го ископав. Да. За сите што го немате гледано првото видео на Томски каналот. Не мора да го гледате. Не мора да го гледате. Ја ви го препорачувам. Остајте, а Бисера не мора да го гледате. Тоа кога ти истражував тебе дефинитивно навлегов у многу од твоите видеа каде што почнав и си ги гледав и си тера. Мислам дека цел викенд што највеќе ти се свиѓаш? Да те проверам колку си изгледала. Ми се свигаше. Првото видео ми остави тако многу во впечаток. Добро, тоа си го видела за да знаеш да ме прашаш, за да ми кажеш како сум почнал. Тоа е дефинитивно. Мислам, мора негде да се почне. Така е. Знам, второ ти беше каде што те тетовираше. Па тоа ми е второто видео. Да. Тони ме тетовираше за кладба. А третото кое ми? Трето веќе се натака, не знам. За 1 април им правам пренк им правам. Дел од влогмасот ти го гледав. Влогмас тоа е интересна работа и поврзано со влогмас и денес ова што го работам, што е? Влогмас ме научи како брзо да едитирам видео и како точно да знам. Еве го Антонио. Да. Абе, можно ли е само што те спомнав на подкаст и да ми звониш? У лайв си иначе. Да, бе. Кај си на подкаст? Како се викаше подкаст? У стартап клуб Скопје на фриленсерска дружба сум. Дека јас сум сега фриленсер, сваќаш? Фриленсер е модерното, не вработен си, а правиш пари, сваќаш? Поздрави ги. Да, поздрав да сите имате, да. Ќе ти се јавам после. Фала и кај вас. Ајде. И? Влогмас? Да, Влогмас ме научи да се вратиме Restart King. Влогмас ме научи, ми испраксираше
брзо да едитирам видеа. Види, тоа не беше никаков посебен едит, ама пак брза реакција и константност. Тоа се прави декември, тоа ми од Муџо го видов на YouTube и викам што ќе правам кога снимам YouTube? Викам ќе правам влогмас, интересно ми изгледа, цело време сум настапи ваму, таму, шетање, лов, мов и викам ќе ми биде изгледа интересно на луѓето. И прво го почнав, дека тоа се прави, еден ден снимаш, ден пред снимаш, на 29 снимаш ноември, и од 1 декември го објавуваш. Да. Јас шо правев? Јас снимав ден за ден, секој ден снимав. Снимам до 6 до 7 најкасно, И у вечер 7 седнувам го едитирам и у 9 го објавувам. Охо, па Да. тоа ту потежок И процес. тоа се потежок, ама реал процес, дента што правиш, сега ти не го офаќаш цел ден, ама Да. офаќаш доста и рачуна, идеме на пат, не знам каде, ти стигаш, седнаш у хотел, го едитираш видеото, го објавуваш видеото и тоа е. Ама тоа Дали имаш одено на некои курсеви, некои часови за монтажа на видео, за едитирање на видео? имам, да. Курсевите се гледа око краде. Сум идел кај луѓе што монтираат, сум го гледал даре дете, претходно, значи како почнав со монтажа? Со монтажа почнав со YouTube-от. Пред тоа користев некоја FreePic, не FreePic, не знам како се викаше една апликација користев за монтажа. CapCut. Да, не. Не, тоаш не постоеше CapCut. О, не знам. Или може постоело, ама не било познато CapCut. Dislike, она, ептен ми е. Некој кој ќе ми каже, ја монтирам бе, ушо монтираш у CapCut. Некако така ми е, тоа CapCut ми е ептен, тоа е спојува, не се, ајде да не навлазаме тоа. Ме нервира. Овако Се нервирам и не можам се дразнам. Овако на дизајнерите што има Canva. Шо, ја сум дизајнер, шо дизајнираш у Canva? Моли? Добро, секој си работи на свој начин. Не, тоа се алатки кои помага. Да, дефинитивно. Ја имам склопено видевце, сум немал каде, сум бил у кола или ваму или таму и од телефон да го склопиш или користам некој DJI апликацијчено или се Instagram има доста напредни и јас сум го искористил, многу ме нервира. Не знам зашо, да не навлагаме таму на позитивни. Always look on the bright side of life. Шуруп. До кај стигнавме? До кој ми бил курсот за монтажа. Добро, таму. Око гледа, око краде, фала ти Божар. Сум ги гледал сите како монтираат, сум имал прилика да познам такви луѓе, гледам и сам кап. Она знаеш кој ќе видиш некоја згодна девојка и вака прави скриншот. Па јас сум правил скрин рекордер, скрин рекордер. И после второ видео, првото видео ја почнав сам да го монтирам, имав проблем, му се евна даре дете, Дарколче имам проблем, дој кај мене, средување видеото и ја вака само го гледам, го уклучив скрин рекордерот и наредно видео ми, абе што си направил, вика, види како си го измонтирал видео. Око гледа, око краде. Многу битен. Многу битно е, треба да гледа. Друго е кога ќе учиш онака книга, мига, не знам што, ќе читаш, ќе прави. Не бе, треба да гледаш некој како го прави тоа. Пракса треба да има. Тоа. Тоа е пракса на лесен случај. Да. Дефинитивно. Така е. Кажи ми, зашо прекина со YouTube-от? Па зашто сум прекинал? Види, претходно сите финансии што сум ги правил, сум ги вложил у YouTube-от. Правев Trapstar, правев не знам што све не и сакав да не доаѓа финансии од таму, немаше, не знам, спонзори да имам на каналот или било што. И работев со музика. Да. И шо и да работев и друго, финансиите ми иде во YouTube-от, а YouTube-от не носеше. Сега, со склоп на различни ситуации, се деша да почнуваат. Не, знаеш како е? Со кое видео да се надоврзам на денешниот Томислав и што све денешниот Томислав прави, тој YouTube ми донесе доста искуство и многу го сакам и планирам да го продужам, ама планирам со квалитетен контент да се продужи, да биде тоа дали некакво шоу, дали имам доста интересни идеи и сега има можност за тие идеи да се реализираат. Така да, YouTube-от не го оставам, YouTube-от ќе си го продужам, но за некој време.
Со тек на време. Да, да. Мислам Ќе биде дека- ќе биде за брзо, дека имам 3 идеи што се за онакви серијали од видеа и да бидат уклучени сите гледачи, фанови и сите да бидат уклучени, да се добиваат награди за учество у видео и сето тоа е интересен Мислам дека концепт. ќе од двај ќе чекаат сите од кој ќе видат Ќе- ова за ќе ти да се видим. вратиш назад на. Да. YouTube Ќе видиме, дефинитивно. ако двај чекат нека стават subscribe па да видиме. Од после тоа ти продолжуваш со креирање на рилсови. Вака сега иде. За да станеш Јас зашто YouTube каналот не ми успел и не доживел некој бум. Дека сум сакал на 3-4 места да бидам у исто време, да снимаме и да помагам и за спотови да се снимаат и да работам со настапи со музика и да снимам, не знам, за Инстаграм да правам, да не знам што све не. Кога човек е расплинет на многу страни, може да фати, ама што ќе фатиш ти? Еднава рака ќе ти фати, другава рака со нозеве што можеш да фатиш? Така? Ако си ја насочиш силата и енергијата и фатот на едно место, тоа стварно можеш да фатиш Да. нешто. И решив дека морам да се посветам целосно и максимално на контент креирање. Контент креирање. Многу ќе кажат, не знам, можеби имаш такво прашање, што е разликата помеѓу инфлуенсер? Сите викаат, инфлуенсер еден, ова, она. Не, инфлуенсер е различно од контент креирање. Што е разликата? Разликата според мене, не знам, можеби грешам, еве нека ме потврди некој у коментари, нека си пишат коментар, нека не се штедат. Макар и да е лош или добар или како ви да е, Се нека очекува. пишат коментари. Инфлуенсер е човек кој што има стекнато публика и он ја продава таа публика. Како ја продава публиката? Ти си сега фирма, така? И јас ти кажувам, мене ме следат толку луѓе, ти ќе добиеш ова, јас ќе им кажувам на тие да го купуваат тој производ, вака да прават, па јас го користам тоа, па вака. А контент креатор, он ти продава контент на фирма, на Да. бренд, на што е. Ти продам Да. контент, ја не ти кажувам слушај, тебе толку ќе ти го видат видеово или вака ќе биде или онака ќе биде. Не, тоа е контент и различно се пласира тој контент. Сега што се прави Да. соработка на Инстаграм или колаборација или на TikTok нема, ама пак тоа е по нивна желба. Мислам дека почна и на TikTok сега да додаваат Што, колаборација? колаборација. Да. Немам примет. Мислам дека кога со Friends нешто така може да се Може да се додаде. тагне, ама да се направи М. колаборација, не знам. нешто во тој стил. Кажи ми, еве, како ти започна тие овие многу вирални рилови што ги има на Инстаграм? Од кај Со- ти дојда идеите? Со работа. Идеите од кај доаѓаат е едно, а како се станува, како се доаѓа до таа гледаност, прво мора да се поклопат многу работи. Мора да се поклопи идејата за видео, дека ти да работиш, пак треба да имаш интересни идеи или интересна изведба на идејата или интересни ликови да бидат у видеото. Овдека се поклопени многу работи. И си направив челендж, викам чим тоа беше сега брзо, пред неколку месеци, викам чим сум посветен само ова, главни финанси ми идат од контент креирање, викам треба да преземам ригорозни чекори. Што се ригорозни чекори? Си направив челендж. 90 дена, 90 видеа. Сега. Секој ден видео објавуваш. Тука се приклучи на тој челендж и тогаш пред тоа се запознав со Симеона и го почнавме заедно или пред тоа имав објавено видеа и тоа ти го кажувам. Тоа ми беше и од претходно муаветот, дека ако се фати само за едно и ти секој ден да снимаш видеа, дали во еден ден ќе снимиш 5 видеа, па ти се спремни за наредните следните 5 недели. дена или ќе ги направиш Ден за и ден. ден за ден видео како Да. влогмасото. Таму ми дојде тоа све уште од влогмасот, со тоа едитирање. Јас сум снимал и видеа, денеска го снимам, го монтирам и го објавам. Го снимам Да. денес, го објавам. И тоа е совет
за сите што сакаат да креираат контент, дали на Instagram, дали на TikTok, дали на YouTube. Мене ми успе на Instagram да има доста вирални прегледи, но тие прегледи се донесени од тоа секој ден објавување видео. 90 дена, 90 видеа. Секој ден без промашај, бидејќи Инстаграмот си има различни алгоритми и ти кога објавуваш често видео, он те препорачува на све повеќе луѓе. И тоа е магијата за Да, значи да се биде фокусиран, да цело време конзистентен. Фокусиран, конзистентен, цело време да се објавуваат видеа, но сега и да не се видеата, јас сум земал ова. И здраво. Да. Пак да има некаков концепт, не дали да биде тоа да ги насмее Како луѓето, дали да биде да им покажеш, да реклама да направиш, дали шо, битно е да си константен. Као што се кажа преескот. Да. Не на секаде да си една рака тука, една рака таму, фокусиран на едното нешто. Точно така. Кажи ми како да се почне со тоа со наоѓање на клиенти, како што ги промовираш и Happy Smile и многу други брендови. Како стигна за контакт со нив? Дали ти прво им прида некој од клиентите или па тие тебе те најдоа? Види, почетокот е, мислам дека првите реклами што ги имам направено реклама и тоа не личело кога денес што е направено, беа најчесто кога имаш добри идеи, а уште немаш клиенти, мора да работиш про боно. Што е про боно? Наоѓаш некој. Сега ви се обраќам на вас дека ви дам, сакам ова да биде како совет за сите што се мислат како да почнат сега, немам камера, немам микрофон, немам за кого да снимам, а имам јака интересна идеја за реклама. Идеш и сигурно имаш некаков другар, познаник, роднина што има некаков бизнис. Така? Да. Идеш му викаш, имам идеи за видео. Така? Го снимаш видеото, му викаш ти не мораш да го објавиш. Ако не си сигурен у мене какво видео ќе извадам и дали ќе биде тоа за твојот бренд или не е за твојот бренд. Ти го снимаш видеото. 1, 2, 3. Му викаш, не мора да се објавува видеото, па ќе ти го пратам. Ако ти се свиѓа, ќе го објавиме и ќе се договараме. Ако не ти се свиѓа, нема да го објави. Ама и ако не го објави, пак ќе си го имаш ти во портфолио. Па, за утре. во портфолио. Сега конкретно и збориме и за други луѓе каде што може да покажеш, ја ваков стил на видео направив, иако не е објавено, сакав да експериментирам. Така. И мислам дека првите видеа за Red Drive беа кога почнав сериозно тоа да го правам. Сериозно се бавам со ова, година и пол може. Дали имаш одбиено некои клиенти? Како ги одбираш денеска? Како ги одбираш тие клиенти? Најбитно ми е идејата и брендот. Значи не можеш со секаков и со секој бренд да соработуваш. Нормално, како ти што ги рекламираш нив или им правиш контент за нив, така и сам себе се рекламираш. Да. И ако не е добар производот. А колку клиенти те контактираат вака дневно на неделно ниво? Па има доста, не знам, не сум водел статистика или да забележувам, но има. Секој ден има по еден бренд, производ, фирма што ме контактира секој ден. А кажи ми, Томски, дали пред да снимиш видео, прво како што ти доаѓа идејата, како знаеш дека ќе биде вирално? Види, ти мораш да имаш верба у све, дека без верба ти ако не сум верувал дека ќе бидам добар у ова што го правам, џабе ќе сум работел и џабе ќе мораш да имаш верба. Ти даваш све од себе у секое видео за да биде вирално. Сега некој ќе успе, некој нема да успе, некој ќе им се свиѓа, некој нема да им се свиѓа, некој ќе ја сватат шалата, на некој нема да ја сватат шалата. Може само ти да си ја сватиш шалата. И со тоа искуство и со тие редовни постирања на видеа, пратење статистики, што гледаат луѓето, колку гледаат, колку секунди треба да биде, колку може да им се задржи внимание. Со тоа, со тек на време ти го правиш тоа механички видеото. Знаеш дека ако почне вака видеото, ако има ваков хук, ќе го изгледат до крај, ако нема тако, нема да го изгледат, ако има усредина ова да го кажеш па да чекаат одговор, ќе го изгледаат и се тоа искуство и пракса. Се си доаѓа со време. Да, Дали има некое видео што си мислел дека ќе биде вирално, а обратно било примерно? Многу.
Тоа е многу, ти кажувам, сите видеа кога ги правам, дам се од себе и сакам да се вирални видеата, така? Да. Ама некој ќе успеат, некој не. Секој е едно, од прво до последно. Која е формулата за виралност? Дали тоа значи дека треба да изгледам исто како Томски за да биде вирално видеото? Не, Или е до алгоритмата? не. Треба да го погодиш алгоритмот. И како го погодите алгоритмот? Со работа 90 дена, 90 видеа и мора да од 90 видеа, така? Да. Ти ако направиш 90 видеа у 90 дена, едно мора да има милион. Исто ние правевме со Стартап Клуб Скопје заедно со колешката Ана. Мислам дека истиот период ти кога тераше тоа 90 дена челендж, ние имавме 100 дена челендж каде што ќе имаме бар еден пост на нашиот Инстаграм профил. Не е со постови. Постовите немаат. У алгоритмот за рилови, за Да. видеа на Инстаграм е посебен. Нема врска постови, сторења, морења, такви работи. Постовите не поминуваат се, не работат. Не Ко работат. Инстаграм да ги има исклучено, си го објавуваш и да ти стои меморирано на профилот, така. Не е за риловите има посебен алгоритм. Дефинитивно мислам од кога се отвори TikTok, Инстаграм ептен ги пушна риловите и тоа е да има главен фокус. Па да, и доста има. Ја пази дека го работам овој, многу ги пратам тие работи. Ако не секоја недела, секоја втора недела Инстаграм променува Нешто ново во алгоритмот. променува нешто ново во алгоритмот. Да. Например, сега е хинт еден, не знам колку сте приметиле или сте виделе. Инстаграм има направено до 3 минути видео. И сега што е работава? Инстаграм, тоа 3-минутно видео ќе го препорачува многу повеќе на луѓето што не те следат него отколку на тие што те следат. Ако ставаш ти, ако објавуваш видеа, 3-минутни видеа на Инстаграм, мораш да го објавиш ко пост, ама ти го даа ко рил. Ако објавуваш подугачки видеа, има поголема веројатност да ти бидат вајрал видеата. Па да, дека има нова алатка, сигурно и сакаат и таа да испромовираат, Да. да им успе. Да, подолги видеа, да. Добро, ние со тој 100 дена челендж што ни За беше. ова ќе си платите, на крај имаат линк доле за донации, за сите хинтови, трикови што ви ги дадов, на крај ќе си пуштите по една донација. И има уште едно подесување на Инстаграм, кое нема да ви го откриам тука, ако сакате, ќе ми пишете или пишете коментар доле у видеото, ќе го пратам лично. Но, со тоа ќе кажеш, еве кога ќе го направиш, готово вајрал ќе стана. Не е. На многу луѓе го имам кажано, си знаат тие што го имам кажано и дали работи или не работи, нека потврдат. Тоа работи, ама пак мора ти да бидеш константен и интересни да ти се видеата. Да. Нема тоа да ти направи, оп, ајде, одма, Томски ми го подеси ова на Инстаграм сетингов и веќе си иде вајрал видеото. Не. Мора пак да работиш. Дефинитивно. Само работа. Дефинитивно интересните се соработките, еве како што ги правиш периодов, дали со Ермин, дали со Симеона. Да. Како започна тие некои соработки? Или чисто од дружба? Чисто од дружба со Ерко сега доаѓам од кај него, можеби се приметува. Фала му на фризурава и се надевам колегата негов добар е со прстот. Со помене каму е? Да, закаснив малку на подкастот, но Веси имаше инцидент еден, па мораше до болница. Да, со помене. Да. И Да, со Симона како започна? Симеона, извини. Со Симеона? Ја Симона те Не, слушам, бе. многу ја грешат и ги карам. Како започна со нејзе соработката? Ме заследи на Инстаграм и пишав, колешке, шо правиш? Добра ли си? Добра сум. Да снимаме видео, имам идеја. И така. Мислам дека само ше ние у Стартап Клуб Скопје вете немаме прашано, ама има ли нешто помеѓу вас двајца? Помеѓу кого? Помеѓу тебе и Абе сега Симеон? нема, еве ќе се јавам сега и она нека каже сега. Не можам јас да чекај. Еви звонам. Не знам дали ќе ми крене. Ајде да видиме. Која камера да? Симеонска, шо правиш? Што биде? Не биде ништо. А? Да нема никој проблем. Не бе каков проблем, на подкаст сум моментално и ти си на подкастот бидејќи си на спикер и сакаат да ме прашуваат нешто, ама ја викам ја не можам тоа да го одговорам, мора Симеона да го одговори. Ау, за спиење. Спиеш?
Извини, ај спи си тогаш. Не те прашуваме дека ќе се расониш. Дека е тешко прашање. Да, еве, ај се расони. Дали има нешто помеѓу тебе и Томски? Има, ние сме најдобриот тим. Ние сме многу добар тим. Така да тоа е повеќе од нешто, нели? Така е. Ова се Така е. вика пракса. Уво да продолжи со спиењето. Ај, чао. Ова се вика искуство и пракса. Ова добар одговор даде. Така е. Поздрав до Симона, извини што те разбудивме. Извини што те разбудивме, Бисера е крива. Кажи ми со хейтери, како се справиш? Дали добиваш хейт коментари? Како е тоа Добивам, размислување? нормално дека добивам. Како се справиш? со нив? Си ги палам. За да пишуваат повеќе коментари, за да влезе у алгоритам видеото. Тоа е уште еден Трик. трик. Мислам, Хинт. Коментари треба да имаш и си ги палам. Нормално си ги возиш ко кола, седнаш вака и... Се шалам. Се шалам, ама не се шалам. Не, сериозно. Има многу луѓе што не ги разбираат работите и него пишуваат коментари ради реда. Да. Овој видео, чекај да му пишам нешто. Добро, пиши, ама ти треба да имаш поддршка за тоа што го пишуваш или факт или нешто да имаш да ти држи вода, што се вика. Така, Да. чашава, на пример, ја држи водата. Треба да Да. имаш нешто што ти држи вода. Не можеш туку така да плеснеш нешто и нормално е да се шегуваат со тебе кога ќе плеснеш нешто така, вака, кога ќе го фрлиш и од другата страна може да ти фрлат нешто и треба да чим си бил спремен ти да вреѓаш некој или не знам, да кажеш погрдни зборови, треба да очекуваш дека ќе ти вратат нешто, ќе ти кажат, па ти Да. како ќе се справиш со тоа, па дали ќе можеш да си легнеш после дома да си спиеш убаво мирно или ќе ти текнат. Што ми требаше коментар да пишам да се зајава? Заебан испаднав, му влезал видеото у алгоритам. Кај го има ова? Се шалам, да. Ама таа е процедурата. Ви кажи, Не, види има на некој видео има толку премногу коментари што Едноставно се не губат. можеш да ги прочиташ Да. сите, ама на почеток барем гледам сите да ги прочитам и ако има хейт коментари ги поддржувам, им ставам лайк, им давам одговор бидејќи кажав пред Да. малку дека тоа го прави става видеото во алгоритам да види. на некој начин кажа дека го дозна и го проби алгоритмот на Инстаграм. Мгм. И кажи ми како, дали во Македонија функционира од тоа да се заработува? Дали Па, мислам, како не се гледа издржливо? по мене вака. Каква се љандура сум го од планина да се симнав директива на подкаст. Чим сум се посветил година и пол веќе само ова го работам, ако не се исплати не гледам зашо Да. би го работел, така. Дали мислиш дека секој може да биде контент креатор вака? Денеска како што е лесно да се отвори на Инстаграм, да се снима видео, се објави. Па види, мора да имаш план и реализација. И работа на тој план за да се уврзав у чвор. Истото го кажа. План и реализација. И цел да имаш. Значи имаш план и планот ќе те однесе до целта, така? Да. И треба да имаш некој X фактор у тебе, ама има многу луѓе денеска што се појавија што имаат гледаност, а ни X имаат од X фактор. Не е само гледаност, ама која ќе Даде ти самиот фактички квалитет. да, гледај што е муабетот. Ти си правиш прво видеа за тебе, тие стануваат вирални и те бараат луѓе да ги рекламираш, така? Да им правиш контент за нив. Сега тука е скалило многу битно како ќе се покажеш ти у тоа, дали ќе успее тоа, дали ќе има продажби од тоа, дали дека има најразличен контент. Еј, тоа да ви го кажам. Уште еден трик. Колку пари ќе треба да донирате на подкастов, бе? Колку трикови ви кажа? Наскоро, Томски школа за видео креатори. Stay tuned. Не, ова сум Очекувајте. сериозен. Не се шалам. Секој кој што сака да снима, а нема опрема, има желба, има лик за снимање, има прича за снимање, слободно нека ме контактира, ќе се договориме. Томски е тука за Да. сите. Да. Пак ми избега прашањето. Гледаш, ја ќе почнам да се затрескам овдека и И отиде толку. 5 теми. Да. Која тема бевме? Дали секој може да почне да снима? Да. Доколку ме знае мене, да.
Зашто сум волку селјак и не можам да се усериозам, бе? Не мора се да е сериозно? Мораш да имаш, значи, сериозен сум сега, мораш да имаш план како ќе го направиш тоа, како ќе ти бидат видеата, да не бидеш ко секој ист што денеска искача, каков стил на контент ќе правиш и зашо да не. Така? Да. И да бидеш редовен. Кажи ми, дали ти краделе тебе идеи од тоа ти што Сум се крадел, ми краделе, нормално е тоа. Тоа не е крадење, контент креирање. Контент креирање. Контент кре... У контент е... У тоа. контент У креирање? тоа. Да. У тоа. Да. Не сум доволку глуп, правам интересни рилови. Саѓаш? Да. Од ова ќе извадам рилови. Да. И ќе видиме дали ќе станат вајрал. Така? Се. Ајде. Фала до публиката за смењето, значи има можност да бидат вајрал. Овој подкаст е снимен со публика од страна, Да. затоа ако слушнете смење, тоа се нашите гледачи. Да. Само може да продолжи. Што мислиш за крадење на За вака. У контент креирањето? у контент Во снимањето на рилсови. у контент креирање Во снимање на рилсови. кариерирање. Контент Кариерирање. Каре. Свинско Да. каре е најболje. Сега. Што е работа? Ти гледаш некоја светска вајрал идеја или и да не е светска. И зашо нема љути штука у тој дел? Бидејќи ти не го зимаш истото видео, ти доста е што ќе го потребиш твојот лик и твој фрази, и твој фори во тоа видео, веќе не е истото видео. Значи, ова не е мој муавет, ова е пратам многу Да. светски монтажери и светски контент креатори и овој муавет е од таму, бидејќи ти со самиот твој сос што ќе го дадеш у видеото, веќе тоа не е украдено видео. Си искористил дел од идејата која ти си ја изреализирал на твој начин. Да, секој си уникатен на крај Да. на денот и како ќе се представи таа идеја. Така Можам е. јас да се снимам ти Така и е, било исто. кој друг од страна Така е. и да се Сега пази ова. Ова видеото со Ерко, што првиот милион беше тоа, сега има 1.800.000, мислам дека. Тоа сава те прашам. Да. Ова не спомнав, бе. Дека тие 90 дена, 90 видеа, мислам дека над 30 и нешто милиони прегледи. Браво. 30 и нешто милиони прегледи. Како беше моментот кога доби тој прв 1 million views, 1 милион прегледи, вака па- со Ерко, пример видеото што спомна. Па како не бев кузне колку изненаден, бидејќи работев за тоа. И сите видеи претходните беа пола милион, 800.000, 700.000, 600.000. Да се навратам наназад за првото видео што направи милион на Инстаграм, милион прегледи. Тоа беше бразилско видео. Од Бразил, Да. мислам, на шпански збор, мислам дека Бразил. Тоа видео имаше, не знам, 10.000 прегледи и 300-400 лајкови. Ние у првите 2 сати направивме 100.000 прегледи Да, на тоа видео. ама вие го давте тој Они Таа го ваша има енергија, да. направено, затоа не можеш тоа да го кажеш како крадење. Ти си ја видел идејата, ама ти ја правиш на твој начин, му даваш твој сос, твојот лик се појавува таму, твоите реакции се таму. твојата енергија, да. Така е. Затоа ги осмелувам слободно сите идеи што имаат сите, или од мене виделе, или од кого и да виделе некоја идеја, но многу е битно, не можеш ти истото како што го кажал тој, ти да го кажеш, мора да му додаеш твој сос. Денеска луѓето имаат многу као краток attention span, ко кратко време им трае вниманието, Да. посебно на социјални мрежи, кај што Да. се врти, се скрола. Да. Кои се некои таква добри хинц или као да ги хукнеш, да ги зграбчиш луѓето да останат да го изгледаат цело видео. Еве како што кажа дека Инстаграм и промовира 3-минутни видеа и се Да, као... таму ќе се покаже кој е
специјалец у ова све, кој е мастерот на контент креирање, бидејќи ти друго е да му задржиш внимание на 15, 20, 30 секунди за да го изгледа видеото, но многу е друго кога треба 3 минути да му задржиш внимание. Да, дефинитивно. И што знам, треба најбитно е Стефанаторчи именјакот на Стефан ми пишува сега. Нешто, не знам што ми пишува, ми го оттргна вниманието. Хукови се викаат. Тоа е делот каде што хук или јадица или кука или како се вика, што ќе те повлече за да го догледаш цело видео. И тоа мора да биде ударно. Што значи ударно? Дали да кажеш нешто што ќе чекаат на крајот да го дознаат одговорот, дали ќе прикажеш нешто половично што ќе сакаат да го видат цело, дали има многу различни хукови, сега зависи од идејата што е. И замисли од што снимат, од кој Да, и може и до монтажата да биде. Еве Да. имам едно видео, ништо спешал не кажувам у видеото, ама правам дека летам, дека паѓам од небо и они чекај, ако е првиот дел е вака од видеото, после што ќе прави човекот, така? И Да. има најразлични, многу треба да се посвети време на тоа и многу време посветувам и ја меѓу другото дневно на социјални медиуми, на Инстаграм, на ТикТок трошам 3-4 сати во денот, секој ден. Да пратам Инстаграм и ТикТок. Па добро, со оглед на тоа колкави се на други луѓето бројките што само седат и скролат и тоа го прават од чиста досада, тоа дури добри бројки се за некој што пример еве професионално тоа го работи во моментот. Така, и со тоа ја гледам, следам доста светски монтажери, доста светски не знам што, хук трендери, не знам како да ги наречам, или и даваат совети, кажуваат како, што, зашто. Гледам како се измонтирани видеата. Тоа фактички време што го користам или гледам што е тренд моментално во светот, па и кај нас. И тоа е многу ми користи кога правам реклами или видевца за себе. Да се навратиме малце назад, конкретно кон видеопродукциите и спотови кога се снима. Кажи ми, од тоа искуство еве со спотови снимање или па како што ми спомна исто така у Клинчу. Да бе, сум бил на снимањето. Да, и на снимање на серијата на Клинчу. Да, со два бона кога да бе, браво, види кај ме наврати. Ја кога се вратив од снимањето на Клинч, па бевме со боновите, ја сакав да запишам режија на факултет. И види се, имам сосема различно размислување. Факултет имам завршено туризам, работам сосема друго. И тоа работев, бил агенција, работев 6 месеци и таму снимав видеа. Им викам, како да е муабетот за видеа? Бе, викам, вие си праќате тури, викам. А зашо некој не ви ги снима и реклами да си прави тоа? А што ти знаеш? Знам. Па ти ки. Така се започнеме се, уствари. И да, и не се собрав од читање. И у Клинчу кога се вратив, сакав да запишам режија факултетот. Како помина у Клинчу? Како е, еве, да се работи филмски таму? сет, најпрофесионален, ја ништо седев и гледав, блеев ко телеушарена врата. И викам, ја сакам ова да го научам, вака како што блеев, сакам да научам све режија на факултет на едно на друго. И сватив дека сега е период каде што ти може све сам да си научиш дома, не треба да трошиш 4 години на факултет, види тоа све е добро све, ама може све дома сам да си научиш, или академии, или Ама се и на онлайн YouTube, пружено, онлайн, све може сам да си научиш. Битно е да сакаш и да работиш за тоа. Другото ништо не е битно. Ја немам еден час некој да сум идел да монтажа или да правам не знам што, за глума да идам или све имам тоа гледано. Сум снимал премиер,
И како да го правам, како да монтирам, што и да ти треба, имаш на Не, YouTube. сам си се научи. Си отвараш на YouTube како да го направам ова. Битно е да имаш видеа како идеја. Кој е тој нов збор? Битно е да имаш идеја како сакаш да го измонтираш видеото, како сакаш да ти изгледа видеото. После све ќе си најдеш на YouTube. Ти со спотовете, примереве тие кои се снимале кога се правеле голем дел од нив, како што викаш, се тие вежбање пракса, Така е, така тие е, така ти е. и донели многу знаење за денеска и за Така како е, да... па за тоа наште види, момент. не сакав многу да останам на тој дел кога го зборевме, бидејќи само го подспомнавме за да знаат луѓето од каде све имам почнато, колку време се бавам со видео и од каде све дошло тоа, си видел ваму, вака се мести, аха, светло како се мести вака, добро. Сега како беше тоа светло, како да го наместам? Си пишеш на YouTube. Да. Како да намести светло кога сакаш да направиш вакво видео, дранг. Покажува како треба да намести светло. Најбитно е на крај на денот секој жилбата. Така, Жилбата да се работи и на идеја, нешто. вакво видео сакам. Добро. Сега за тоа видео ми треба, не знам, за подкастов треба 3 камери, така? Да. Ми требаат микрофони. Како ќе го наместам тоа? Гледаш, аха, ми треба звучна картица, миксер. Добро, ти миксер, добро. Ми треба светло. Како ќе го наместам светлото за да изгледа добро тоа на камера? Така. Најдеш и ќе си го направиш. Дефинитивно. Very simple. Very simple. Да. Имам едно прашање што доаѓа од нашиот председател на Стартап Клуб Скопје. Не го Сале. поздравивме шефот. Еве сега е моментот Ама да се знаеш поздрави за за како да Сале. не го поздравам, со него играм табла. Он ми е Па, менторот имаме- у табла. Па тоа ни е прашањето. Ај, што збориш, дека ме победил 6-0. Како Како знам што е минуваш прашањето. правила? Чекај. Како Знам минуваш правила? Не, знам што е прашањето. Што е прашањето? Како тоа табла си игра до 5-0, а ќе изгуби 6-0? Ајде Тоа е ни објасни. прашањето? Тоа е прашањето. Тоа ме мастермајнд. Ова ми е од Brain Booster што го пиев сабајле. Колку реклами убацив во подкастов? Дали пратиш? Мислам дека се 2-3 до се. Па може и повеќе да не си приметила. Кој Сигурно. Да. Ајде ќе ни одговориш. Па тоа е кога Марција напаѓа нашата планета. На Врчек песната ова? А? На Врчек песната ова? Не бе, Марција напаѓа нашата планета. Врчек има песна така. Врчак има песната? Да. И не се сегам, сум заборел. Да. Може сум помлад, па не сум го слушал Врчак. Ајде кажи тоа како се го вишат- марсовци, значи у како го таблата вишат има Кажи како го вишат Сале. марсовски бе, Да, марсовци зелени со антенчиња и очи може 2-3 да имаат, зависи кој е од кој дел од Знам и ја играм тоа. Марсе, да. И сега имаш нормално, ако немаш извадено ни еден пиунче твое, оние како се викава? Па да, ако пиунче може да ги кажеш. Пиунче. Ако имаш веќе едно извадено, губиш или водиш со 1-0, така? Ако немаш, ти се рачуна 1 поен. А ако немаш извадено ни едно, ти се рачуна 2 поени. Не знам. И тоа сакав да кажам за Сале, од кога почнав да го тепам табла, не се доискажав. Он ме учеше како да играм табла, што да играм све, мислам ме учеше. Јас си знам. Ама па Не, втората и третата табла со него ја имам заиграно и нормално и поискусен од мене подолго игра табла, ама она како викаат сега ќе употребам еден србизам, ама само така знам најубаво како да го кажам. Порастолше пилци, поебаше квачки. Може да го цензурирате. И сега, ама што е добар ученик, кој ќе го Што? надминеш учителот? Така? го надминали учителот. Па го надминав, почнав да го тепам и го нема, не ми се јавува по цела недела. Претходно ќе ми пише порака, шефе, кај си, ова, она, вамте, тамте. Сега го нема нигде. И почнав да му попуштам пред некој ден, му попушти ме тепаше 5-0. Да. За да почне да ми се јавува и ме викнавте у подкаст. Тоа е дека го тепаш. Да. Значи, ако сакате да ве викнате у подкастов, дојдете и изгубете од Сале табла. И следно ќе се гледаме со вас. Да, да. Што е следно за Томски? После победи од табла, што може да се очекува? Следно што е? Да. Кога дојдов овдека бев многу гладен и изедов една Цезар, најболјиот Цезар има у Среќа бар. На здравје. Сега следно е, витамините ми се таму у ташничето, треба да ги испијам витамините после јадење, бидејќи сега сум на режим, вежбам,
сакам оваа година да бидам најдобрата верзија од себе. Не само оваа, после Да. оваа сите понатаму да живеам до 130-40 години и да креирам до тогаш видеа, но Дали долгорочно го гледаш ова креирање на видеа? па долгорочно да. Сега дали ја ќе се појавам пред у тие видеа или некој друг ќе се појавува, но долгорочно. Да, тоа ми Да. беше. Бидејќи идеите се тука и само Господ може да ги земе. Или да ги даде. Да се ги креира. Да. И не, шала на страна, преска што го кажав тоа, секој кој што сака да креира, да почне со креирање на видеа, веќе креира, ама не му иде, нема опрема, нема идеја, нема монтажа, знае све, слободно може да ми се обрати, бидејќи тимот се шири и не сме само 3-4, допрва идат други луѓе, што ќе креираме заедно, заедно ќе снимаме, ќе даваме буст, ќе даваме ветер у леđа, ќе даваме самодоверба, да не употребувам. И така да секој кој што сака да снима, кој веќе снима, кој што сака да правиме колаборација слободно, може да ме контактира. Можеме да И- организираме и настан во Стартап Клуб Скопје. Да дојдеш Може. еден. Можеме, Bootcamp. 2000 евро учество. Ќе се Карта, договориме за карта, тоа. 2000 дарки и можеме. Ќе се договориме за тоа. Да. Ама дефинитивно може да се организира еден буткамп Може. за креирање Браво, на видеа. добра идеја. Ми даде, може од тука да почнеме. Да. Јуни е убав месец. Опа, чекај малку вака да се наместам, да не изгледам дебел, са слабеам сега. Поздрав до тренерот Алек Железниот или Алек Айрон, кикбокс тренер ми е. Многу се заљубив у кикбоксот. И тоа е ново, бе. Да. Имам некој договор, може борба ќе правам кикбокс професионално. О, ќе одиме да те гледаме. Да, сега вака ќе си го кажам за да нема бегање и утре кога ќе го видам ќе кажам и пичко една него оствари тоа. Знаеш што, некад кога имаш некаква идеја и кога мислиш дека ќе е јака, Вака не мораш треба да да ги кажеш идеите, нели да не ти ја окрадат идејата или да не принесеш лоша енергија, ама кога го кажеш, поготово јавно, после ќе биде зашто не го оствари тоа? Вака вети. И сам ќе си кажеш, да, Сите те ветувам, ја очекуваат. барам одамна, ама мислам дека најдов нешто и се ако не биде со женски генитали со борецот мој, може да се оствари вако, како се вика, борбата. Сега готов, кажа на камерата, ова ќе Да, биде објавено, сите ќе да, очекуваат да. борба. Сакам дека, не знам, интересно е и таму има доста контент за креирање и у тој дел и интересно е. Па ептен ова почне да ми река креаторите сите, јутубери што така, се така, сите така. да прават некои борби. Гледаш тоа и тоа сум го украл. Ете и тоа. Да. Добра, ама ти ќе го пурда. ама ти ќе го додадеш тој томски шмек, што Да, дефинитивно нема ќе се го томски направи шмек, во... сегде си е тоа си е тренд и зашо да не би било интересно. Ќе има гледаност кај нас Интересно посебно, бидејќи види, навлегов малку тоа во кикбоксот, идам на првенства, сега имаше пред еден викенд, два, мислам дека имаше државно првенство. Многу интересно, све почињаат све повеќе луѓе да доаѓаат и замисли ако 20 контент креатори, бидејќи види ти да си борец професионален, немаш време и за тоа и за тоа. Да. А замисли некои контент креатори што се тренираат и сериозно сакаат да се борат, кога ќе дадат нивни шмек, нивни видеа, нивно све, колку све тоа повеќе и повеќе луѓе ќе дојдат да го видат тој меч или не мора да е само еден меч, дека ти сега да организираш меч, не може само за еден да биде, Да. треба да бидат повеќе. Добра, И- пак ќе биде самиот момент и на промоција и на седне интересно, каде што Така, ќе ги повика се повеќе и повеќе луѓе да го гледаат тоа, да дојдат уживо, дали Да. онлайн, како е да ќе се представува. Да. Друго нешто ново може да очекуваме од Томски? Друго ново, шо? Да пијам витамини и после треба да идам, идам и у она, сакам да си поставам сам рекорд, идам у Крио МК, уште една реклама. Да. Тоа е реклама, у Крио МК идам, имаат айсбет, ладна бања, на 1,2-3 степени, зависи или од кој ќе влезеш, после малку потопло, и одржува водата таа температура која ќе ја наместиш. Сега моментално ми е рекорд 11 минути. Браво.
Да, и сакам да се победам и таму себе си. И тоа ми е наредно што може да очекувате, ќе има видео тоа како се победувам себе си, бидејќи не е така едноставно кога да кажеш еј сум се избалњал дома со ладен туш. Со ладниот туш кога се бањаш овде ти е не знам 6, 7, 8 степени, овде си 15, па идеш ваму, па овдека вака цел лагаш. И е многу јако. и Многу нема јако чувство, прво многу е здраво, второ топи калории доста, за 11 минути отприлика 950 калории Охо. стопив. Па. И тоа е. Тоа е новото. Најболја верзија од оваа година па надале. Од оваа година па натаму најболја верзија од себе. И сега има хакатон, тука имате у стартап. Како си помена хакатонот? Што Хака- беше организиран кај нас? Хакатонски. Мислам дека се најде идеалното решение за среќа МК страницата. Одлични беа дечките и нека не ми се љутат за лошите пресуди и менторирања, бидејќи прв хакатон ми беше. Први Не, бе, супер беше. А? Стварно, гледајте Стварно? се на супер беше. Колумбиско е. Да го пофалам кафето на среќа. Не пијам многу кафе, пијам претежно Brain Booster, ама кога ќе дојам у среќа, морам да испијам едно колумбиско кафенце. Види овдека со Па со секој спиено кафе во Среќа бар го подружува Стартап клуб Скопје. Така е. Така е. Поддршка за Стартап клуб Скопје и за колумбиското. Имаат колумбиско и Бразилско. и бразилско. Ја повеќе ги сакам бразилките, ама кафето колумбиско повеќе. Како се прават наидни договори вака со клиенти? Еве, Како? сигурно сите што гледаат, еве, можеби ќе почнат со снимање видеа, ќе ги најдат тие први клиенти што ќе може да ги промовираат, ама како да го направат тој договор? Како, што да бараат од клиентите? Како се прави таа комуникација? Што да барат од клиентите? Да, Не треба ништо да барат од клиентите. Треба да ги сослушаат клиентите што сакаат и што им треба и тоа да го прават. Very simple. просто едноставно. Да. Дека ти крај на ден можеш да даеш совет, можеш да кажеш ова мислам дека нема да биде, ама види, ти ако имаш одлични идеи, мене ми е најбитно за една соработка да имам идеи. Да. Доколку немам идеи, џабе се лажеме, ова вакви ќе правиме реклами, она ќе правиме, ова ќе правиме, ништо нема да Си имал искочи такви од тоа. клиенти? Какви? Па вакви, што не успеале или па си немала идеја за нив да работиш. Па не, ако немам идеја, не работам. Значи додма не ги прифаќаш. Да. Ако неам, ја дам период каде што ќе ми дојдат идеи, дали ќе биде за едно видео, дали повеќе видеа ќе бидат, да добием идеи, чим имам идеи, имам понуда, праќам и тоа е тоа. Very simple. Бидејќи без идеја ништо не се работи. Не се иде ни до продавница без идеја, ќе отидеш без идеја, ќе отидеш и ќе потрошиш пари за нешто што не ти треба. Ако имаш идеја у продавница што да купиш, Ќе отидеш и ги сигурно купиш. си видел некој Да. видео од мене и ќе го купиш тој производ. И тоа е. Кој продукт сега го промовираше? А? Кој продукт сега го промовираш? Па, многу продукти. Дали има некои нови соработки што идат? Има. Не знам дали можам да најавам, но со... Ако не може, ќе го блипнеме. Па не, ја нема да го кажам брендот, но ќе кажам дека у фаза на потпишување на договор сме, тоа е све договорено, само треба да се отпочне со соработка со светски бренд. Браво. Да, И од Джимиринки до сега, до светски бренд. до светски Е, брендови, така е. како стигна. Да не сум работел, ќе сум бил, можевме многу да направиме. Така си е секогаш. Да. Уборноста на крај секогаш се добива своето. Така. Само филмови за возрастни уште немам снимано. Може би ги имам, ама не се објавени. Ме контактираа сега едни секси шоп и тоа уште немам рекламирано. Такво ништо би промовирала, еве дека преска кажа, ако немам идеја, нема. Па не не го знам, прифаќа. уште мислам и им немам дадено и понуда. Бидејќи уште мислам како да го испромовирам тоа. Еве си кажа дека уствари позади секој бренд што го промовираш и ти сами од себе си се представуваш. Така. Значи викаш со ова можеш да се представиш. Со која? Со секси последната. играчки? Со последната понуда што се ја добил. Па, не знам, уште размислам доколку се најдам и лопам некаков концепт, ќе испратам понуда и ќе имаме можна соработка. Но, додека не се случи тоа, немаме ништо. Најбитни се идеите. Не знам дали ме замислуваат вака цел наулиран со улје.
Вака како гледам на кај камера, па вака ја гризам устата. Со новите заби. И Значи, вака веќе правам. идејата доаѓа сама Да? по себе. Па не знам, ги прашувам гледачите дали ме Ајде, пишете. замислува. Пишете у коментари дали ме замислувате, дали би ми одговарала таква Дали би наулен купиле целиот. вакви баш продукти? као слабеам, вежбам, све. Дали би Вака, купиле ви вакви гризам продукти уста од него? за ало мала. Ова е дефинитивно најинтересниот подкаст за сега што го имам с тебе, но без навера да кон старите гости што не биле. Нема врска. Другите се боле. Јас да ги немам гледано. Ги немаш гледано претходните епизоди. Да, Како немам го став? гледано. Право да немам време за ништо. Мислам немам време. Имам време, ама тоа што ми е слободно. Порано гледав све од подкасти, многу сакав подкаст и тоа не го спомнав. Со два бона почнавме да правиме, да спремаме студио за да го направиме првиот подкаст кај нас. Тоа беше 2018 година, може имало пред тоа некаков подкаст. Ама не било И, толку ама, популаризирано како сега. Да, и не се оствари тоа, не знам, така останавме сите со обавези. Мора еден да ја влече иницијативата, идејата да ја влече за нешто да се оствари, мислам. И Тоа да, ама сега ако еден влече и другите не се тука, не се во можност, ама дефинитивно не, имаше тогаш премногу Не, не работа. зборам конкретно за овој случај. Да, верувам. имаше премногу работа, премногу врски, така остана, право да ви кажам. Ама ова е дефинитивно да се навратиме кога преска. Самиот момент што работиш, мислам, кај social media и ти имаш краток attention span за внимание. Па да, имам, како не. Дефинитивно мислам дека и тука и се продолжа. Мислам и ја имам Да. дефинитивно. Знам дека ако не отворам видео, ако не ме фати тој хук на почетокот, јас се скролам. Да, а не, ја веќе И кај толку ги твоите видеа имам неколку пати така. истражено, изгледано видеата и знам уште на почеток дали да ќе ме очекува добро видео да го гледам или нема да ме очекува добро видео, ама гледам некати онака глупости е рандом. И ја вака како си скролам и некој од твоите видеа ќе видам. Ако не ме фати хукот, ќе си го свртам на. Да. Кој ги смислуваш видеата, дали однапред знаеш дека некој видео ќе ти е вирално? Види, ја од овој подкаст сега ќе се потрудам барем едно видео да го направиме вирално. Мислам, што е вирално за Македонија, не знам. Да има 3-400.000 прегледи. Аре, видиме. А ќе се потрудам, не реков дека ќе биде. Аре, ќе видиме. Ама ќе направам еве неколку видеа и да видите дека од еден обичен муавет и подкаст и муабетење на одредени теми може да се направи видео што ќе има интересен хук, што ќе направи гледаност и Да. ќе отиде вирално видео. Кај ми беше муабетот и кај застанав дека Водичка. вода да се напијам. Многу е убава вода ако пиеш од прокредит чаша. Муабетот ми беше дека ќе се потрудам да направам некое вирално видео од подкастов. Поради тоа што направивме многу интересен муабет и само битно е како ќе се нареди течението на видеото. Да, самиот Да. тек. Не сум сега еден политички новинар, но може би ќе искочи нешто вирално. Аре, ќе видиме. Да. Мислам дека со Шо? еве нашиот Да. монтажер од позади камери се Монтажери, појави. снимател и режија и све. Све во едно. Стефан Божаров. Доколку ви треба снимање на подкаст, контактирајте мене, ја ќе му земам процент и ќе го контактирам него. Решен проблем. Ајде. Микрофоните за поклони се дадени во деска се иста па со скуп нив. микрофон имате, добар, овој 2-300 евра. Не, море повеќе може да е убав микрофон. Колку беа вие? И на која пара е? И? Ајде. Благодарам до тел. До кого? До Кирил Младеновски. Благодарно за микрофоните дека сега ќе се изборев. Поише реклами има подкастов. Како Него смислу? муавет? Ај вака. Да. Како смислуваш некоја реклама? Бидејќи еве самите видеа што се креативни и смешки што не се реклама,
еве самиот си каже дека или ги земеш кој инспирација негде од некои други странски видеа или па ти текнуваат, ама реклама е по друг концепт. Треба и продукт да промовираш. Еве, како што кажа, треба и ти да се пронајдеш во продуктот за да знаеш како да го продадеш, ама како го смислуваш тој концепт? Бидејќи во самава епизода многу Seamless пушти неколку реклами до сите брендови што работиш. Има уште неколку, не се сите. Може у теков на подкастов, изгледајте го цел, ќе пуштам уште некоја реклама, па ќе треба да ви фактурирам и за тоа, не се секирате. Како ги смислуваш идеите, концептот за со рекламите? Види, најубаво се смислуваат идеи за реклами у WC на WC шолја. Као многу работи. Да, поготово ако ви е WC шолјата, ајде, се пак ќе треба реклама да направам. Ајде, со кој сега се работи? Со кој WC школка се работуваш? Не, најсериозно, на туширање или у WC доаѓаат доста идеи пред спиење, па не можеш да заспиеш. Порано не ги запишував, сега си палам voice мемо и си изборам. Вале го слушам, тешка глупост, ама доста едно делче да ми било интересно и тоа го убацувам некако. Абе, тука има, види, тим има, например, со Симеона кога снимаме видеа, со Ерко кога снимаме видеа, со Мина снимам видеа, да. Мина Блажев, поздрав до сите нив, љубов до вас. И, знаеш, се надополнува доста ти да бидеш иницијалната каписла, така? Да го кажеш, ама тоа ова вака ќе биде поинтересно, вака е од овде, од онде. Многу е битна монтажата. Имаше едно видео, снимавме за хамачи, за едно УТВ, тоа фактички камионче, малецко и добро се снаоѓа у планина дека е 4x4. Кој треба тоа да го види? Треба да го видат луѓе што идат у планина, што се ловци, земјоделци. И јас ставив таква интересна песна на тоа видео, колку направи, милиони по прегледи направи. Зборење е само види што ти купив, види каков поклон ти купив, дека тоа беше после нова година и ја носам со затворени очи Симеона и види што ти купив и она вика, УТВ за на лов? И тука иде песна, една што вратив песната од пред не знам колку години, гледам почнуваат да споделуваат на Инстаграм. Голем ловџија си станал. И јас седам и позирам позади тоа, позади Симеона ваква, и ја позирам, демек фактички јас сум ми купил поклон на незе што ќе го користам јас. Но не ми беше тоа поентата, него поентата ми е со песната што ја имам ставено. Тоа има допрено до тие луѓе што им е потребно тоа УТВ. Така? Многу добар хит тоа со песните на крај што ставаш. Враќаш многу стари македонски носталгични песни. Така, гледам секоја песна да е македонска песна. И не знам да се вратат, например, мене кралица на македонската музика, Сузана Спасовска ми е. Еве вака голем поздрав до незе. Голем поздрав. Дека она на времето какви албуми, какви песни има направено, 90% мислам дека од видеата незини песни се. Кралица на македонската музика. Женски вокал. И како тоа е страшна работа, многу јаки песни. Многу е битно, гледаш, тука ми е дојдена, бидејќи некои песни не се такви како што ги објавувам ја. Ја им правам ремикс. Да. Ставам еден дел од напред, друг дел од позади, трет дел у средина, ги смиксувам и тоа си личи ептен споено. Тука е тоа искуство све што спомнавме. Од музичката продукција. Со музика, со ова, со она, со 300 значи, позади еден рил ти треба долго време. Колку време ти треба еден рил? Што да го измонтирам? Да. Зависи. Некој може ми треба 45 минути од почеток до крај со колор, со молор, со музика, со све. Може за некој ќе ми треба 3-4 дена. Зависи. Тоа ти најбитно е идејата како сакаш да го измонтираш. Колку ДСА треба да објавам рил. Најбитно е идејата, негде може колор нема да ти се погоди. Тоа не ми иде баш, ама се трудам и ќе го совладам. Уште боле колора ќе го совладам. Има прашање што мислам дека ние во... Од публиката? Да, на некој начин. Ова прашање исто го имаме добиено и кај нас во реквест на Стартап клуб Скопје. Исто така и мене многу ме прашуваат, а јас знам дека јас тебе те прашав кога ја почнав да уредувам видеа на Стартап клуб Скопје, а како ги додаваш кепшензот? Апликација има со AI. Ти плаќаш и тоа е.
Која апликација? За да знаат Да и и направиме се... реклама, ама немам Не. вакво Промокод? промокод Па тоа немам. ќе се ја најдете сами апликација. Да, ќе си ја најдете, Caption Тоа е. се вика, лилјаково лого има и топе апликацијата и платете си ја одма за 1 година. Немој да плаќате месечно, дека месечно изнаплаќав 150 евра може и гледам и доаѓа промоција 50 евра годишна апликација. Леле. Ама тоа е. Како се вика, од грешките се учи. Да. Да. Тоа е совет, мислам дека многу луѓе што го бараат. Да, бе, и што Caption сакаат, сте ја става. го барав. Ево, вој овдека текстов што искачат доле под нас, е од апликацијата. Јас знам дека го барав овој совет од тебе. Да. Те начека во Caption се среќа. бара Caption да ме контактираат, фактурче ќе ви стигне. Ќе им пуштиме. Како е Цанка? Цанка е одлично, ќе отворам профил и сакам да биде првото видео креаторско куќе у Македонија. Бидејќи види многу позитивни критики добив од рилот со незе тој првиот. Многу сакам и мене ми фали контент од Цанка. Да, ама право да ти кажам, пренатрупан бев со работа периодов и кажав уште у ноември мислам дека ќе отворам профил, Да. но не кажав кој ноември. И се шалам, ама ќе отворам профил кој ќе се прошири тимов, моментално тимов што работиме заедно, секојдневно се проширува, која ќе се за брзо време се проширува уште со 20 членови и мислам дека по неоптеретен ќе бидам, бидејќи шмекот за Цанка треба да е од мене. Да. Треба дали да биде со voice-over некаков со нешто и ќе биде за брзо. Да. Многу ми Затоа мило 5 шопови, груминзи, муминзи, витамини и Напаѓајте. минерали за кучиња, ветеринарни шопови, бујрум ве чекам. Имаме Цанка да ве промовира. во инкубаторската програма што ни е од Стартап Клуб Скопје имаме една многу добра идеја што баш ние со тритови за кучиње, healthy, затоа ќе споиме. Знам. Па беви ја слушав, нели? Ги имаш пробано? Цанка уствари ги има пробано? Па ја ги немам бро, ги нема. Не знам Ќе ти дека дадам, имам. да? Имам некои такви, ќе ти дадам моето куче дома спобудлале за нив. Стварно. Да. Чукуче имаш? Лас апсо. Лас апсо. Што Да. е тоа? Шпанец некој? Тибетанец. Мексиканец. Тибетанец, лоса. Не знам што е. Тоа Шицу расата? Шицу. Да, буце, шицу, да. Не знам стварно како. Покажам. Добро, ќе ми го покажеш. Шицу расата е мешавина од Лас апсо и од пекинезар. И како Лас апсо е чисто крвно. И по лае? тако- Агресивно е така. Не, Добро. посмирената страна шицу ја добива од Лас апсо. Ама Браво. мој со сите се кара. Добро. Добро. Завршни зборови? Мислам, имаш ли некој? Како си помина? Јас си поминав одлично и сакам да се заблагодарам на Стартап Клуб Скопје, на вашиве спонзори на Прокредит банка, да пуштат некој кредитче. И сакам да ти се заблагодарам тебе и на гледачиве и да си пишат коментари, да стават subscribe, да ве поддржат. И сакам да ти се заблагодарам што ми отстапи време и простор да си направам едно 10 реклами, ако ги изброев добро, и ќе си ги исечам корилсови и ќе си ги објавам. Да, дека види времето е скупо и треба да се користи правилно. Сега со овие сите имав договорено реклама да им направам и еве си ја направив тука Ја рекламчето, ќе си го исечам рилс, ќе си ставам од позади скрин рекордери, мин рекордери, од нив делови од производот, например, дали од Happy Smile, дали од Brain Booster ќе си ставам, дали ќе убацам нешто од Хамачи, дали ќе... Сова ви Но- кажува, Сова Томски ви кажува дека секоја прилика што имате да зграбчите. Така е. Да, Чим ова се скриена појавуваш, треба да ти се исплати, така? На видео на нешто. Јас си направив да ми се исплати. Дефинитивно си направи. Монетизацијата, односно платените реклами. Тоа се мотив само да го продолжиш тоа да го работиш и да ти ги остваруваат твоите желби и цели и твоите идеи да дојдат у реалност, например, ти имаш пак го ја отварам темата, нема да завршиме. Примери, вако прашање нема поставено. Доре, Да. кажи ми ве повеќе сподели за платени реклами на Инстаграм и како се одвива тоа. Дали еве ти ги ставаш на буст во твоите видеа?
Шо на буст? Да, Дали ги бустирам за да Да. достигнат токаа гледаност? да. Не бре, како, све тоа органски. Види, сега има некоја фирма, ако сум го објавил ја видеото, да ми кажат, дај да пуштиме буст, ама дека од кај мене не може они да Да. пуштат буст, имам пуштано. Не дека немам пуштано, ама претежно тие не се толку гледани видеа. Мгм. Тоа се гледа првите 24 часа, не, првите 3 дена се важни од рекламата. Дека ти после 3 дена, ако објавуваш други видеа, ги Да. ја подкрива гледаноста на претходните видеа. Така да, ја лично не плаќам, све си е тоа органски и Да. Дека ти гледаме пример, еве многу знам дека од рекламите конкретно што се со брендови се појавуваат како реклами, затоа мислам дека беше многу убаво овој момент да се разјасни, бидејќи насекаде ти има со Happy Smile. Конкретно. тек допрва ќе ми има. Да, ја ова не го кажав, дека ја не сум некаков репер што треба да го слушате или да го гледате што ќе каже или да го гледате што прави, дека јас се осеќам дека сум на самиот почеток. Ова е почетокот за мене. Еве и ти кога ми се јави за Да. подкастот, викам, Бисера, што ќе ти кажам? Кој сум ја фактор за да кажам нешто? Или како и што е? Но ја го споделив моето искуство, како имам, кој ме е патот со видеата, со снимањето, со појавувањето пред камера и мислам дека ако ништо друго ќе мотивирам некој или некој Да. ќе искочи што е 100 пати подобар или ќе мотивирам некој да дојде да каже што е многу подобар од мене и стварно што ќе научат нешто. Јас ова не го кажам дека мора да го прави, ја го кажам Као совети, као твои искуства ти што се совет, поминал. да. Сега И тоа верувам дека ќе допре до многу луѓе што сакаат да го почнат овој пат, а не знаат како. Да. Затоа е тука и подкастот, затоа е тука и Стартап Клуб Скопје и со сите настани и се што правиме. така е. Фала ви што постоите. Не, вака не. Фала ви што постоите. Ајде, што имаш да споделиш еве за Стартап Клуб Скопје? Леле, ја мислев завршивме Сакаш да... тоа. Ајде, завршуваме. Не. Шалам. Што имам да споделам за Стартап Клуб Да, кој е Скопје? твоето мислење за... Види, кога и да сум дошол овде, усреќа, бидејќи тоа е тука е дел од Стартап Клуб Скопје и Стартап Клуб Скопје е дел од среќа. Секој пат сум наоѓал решение за нешто што не можам да решам. Искрено и без дека сега сме тука, дека ова место е преполно со луѓе, дали се програмери, дали се девелопери, дали се не ги знам сите, дали имаат нивни, не знам, криптовалути, дали имаат некакви бизниси во странство, па тебе ти требало нешто во странство, дали работат со некој бренд, па тебе ќе те видат и ќе кажат, леле, ја можам да те препорачам на овој бренд. Дали... Значи има луѓе од сите бранши кои се дојдени тука за coworking или на некаков настан, но Да. ти овдека правиш нетворкинг и... за coworking, што кажам? Да, па, Правиш правиме тоа. нетворкинг, со сите нив се вмрежуваш и ти правиш една одлична мрежа и Тоа е целта, да. секоја пофалба за повикот што го правите. за coworking и networking. Пример, Не, за повиков, за инкубаторската програма. инкубаторската програма, бидејќи ја на две имаше до сега, на првата не бев целосно, мислам, на втората бев 2 дена. На хакатонот. Доаѓаат брилијантни луѓе на хакатонот, доаѓаат брилијантни луѓе со брилијантни идеи, и е многу добро ако што и да работиш да се движиш во овие кругови, бидејќи Секој ден нешто ново се учи во Стартап Клуб Скопје. Така Тоа е, го кажам првично така од е. мој лично искуство е од околу. Имаме Така е. најразлични настани што ги организираме, дали ние, дали партнерски организации. Исто така имаме главната цел ни е нетворкинг, е вмрежување на луѓето. И
затоа организираме и coworking, networking настани, каде што доаѓаат фриленсери, remote worker, стартапи, се работат од просториите на стартап клуб Скопје, после се останува на неформална дружба. Така. После секој настан обично се има таа неформална дружба каде што излегуваат многу интересни спојки, многу интересни луѓе што не очекуваш дека ќе ги запознаш токму во овие простори и само се иде нагоре. Дали Томски сакаш да направиш одјава во моје име? Секако. Ајде. Секако. Тоа беше све за вечерва, драги фриленсери, драги стартапџи, дека се надевам и стартапџи го следат од подкастот со Ана. Јас сум Бисера Лотовска, а ова беше мојот соговорник за вечерва, Томислав Стаменковски Тофиловски, најпопуларниот, најдобриот, најубавиот, најшантрафарпатниот видео креатор во Македонија и пошироко на Балканов, можеме да кажеме. Доста добивте совети од него, доста добри работи, но ќе го замолам да престане да му јаде трици устата и да си каже Бисера нешто. Мислам дека многу убаво одјави и многу убаво и самиот си се Кретен селјак, одјави. луѓето што ме гледаат прв пат или што не ме виделе вака како отворам, како општам, како говорам, ќе кажа што е со Чеков, дали Арен у тоа главата, што збори, овој не е стабилен. Па има драстична разлика од последните гости до сега, до оваа Јас сум епизода. најлош, признај. Не, ти ова е подкаст кој што највеќе си имам смеено до сега, затоа фала ти За дефинитивно ми стомачните. треба. Фала за стомачните, Да, дефинитивно. Добро. Можеме да направиме Ај, доста е, стварно. Дека ова може до недоглед да иде. Фалеше да што ми гостуваше во овој подкаст, стварно многу ми значи што ги сподели твоите совети и знам дека и пред ова јас од тебе сум барала совети, мене ми биле искрено многу значајни. И не ме гледај така. Не знам, овој мораме да вадиме. И? И мене тие совети ми биле многу значајни. И за сите вие што останавте до крај на епизодата, верувам многу од вас сте останале покрај ваков соговорник како што има вечерва. Абе, што да ти расправам? Сабскрајбнете на Стартап Клуб Скопје YouTube канал, кликнете го звончето за да ви стигаат нотификации. Лајкнете го видеото, како што кажа Томски, пишете во коментари доколку сте заинтересирани за да има буткамп и да има некаков си курс за Абе, ќе има буткамп, што ако сте заинтересирани. ке има. Ја решив, они ако Пишете во сакаат, коментари сакаат. сите кои сакате да се пријавите и ќе ви биде испратен на вас линк. И? Дополнително заследете на нас на социјални мрежи Стартап Клуб Скопје на LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook. Томски заследете го на социјални мрежи, ама верувам голем дел од вас веќе го следите, го знаете. Пуштете Фала уште еднаш и за убавите зборови што ги кажа за Фала и кај Стартап вас. Клуб Скопје, а и за сите совети што ги сподели денеска за сите тука, за вие што останавте до крај на епизодата, се гледаме у наредна епизода. Со кого? тек ќе видите. Stay tuned. Затоа стајте subscribe и стиснете на тоа звончето. Тоа е види. Сега уште една работа да кажам и завршувам. Готово. Морам да се обратам на сите што го гледаат подкастов. Така. Подкастов се прави за вас. Јас сум денеска доен за вас, не сум доен за ништо друго. Зашто? Кажав, можам да мотивирам некој, можам све. Не е само јас, сите други што ви се епизоди од подкастов, ова е шестата, така. Да. Но и во стартап има одлични гости што кажуваат како стигнале до негде, како да се справиле со некаков проблем. Вас ништо нема да ве кошта, но тоа ќе дае посебен буст кој ќе ставите subscribe, кој ќе стиснете лайк, бесплатно е, денеска е промотивно, ако стајте на ова видео, промотивно, бесплатно е, од утре може ќе се наплаќа. Не знаеме од кој ден, ама може ќе се наплаќа и ќе кошта пари. Затоа дуре бесплатно сите да стајте subscribe, бидејќи тоа дава посебен буст и мотив за што повеќе видеа и што поголеми гости да дојат, повеќе вие да научите. Тоа е, it's that simple. Мислам дека Томски се ви сподели со сите овие Like, share, информации. subscribe. Like, share and subscribe. Да. Се чувствам како официјален јутубер, тоа го Да. кажувам. Фала и кај вас. Али си знаете, фоловнете на нашите социјални мрежи, фоловнете го Томски на неговите социјални мрежи, од кои верувам дека голем дел веќе го следите.
И благодарам што останавте до крај. Се гледаме во следната епизода од Фриленцерска дружба. Исто така гледајте и Стартап револуција на Стартап Клуб Скопје. Пријатно!